Во Прилеп од 1987 година до денес скупно се регистрирани 11 случаи на ХИВ-СИДА и најзначајно е да се напомене дека имаме ново откријани случаи, 2 ново откријани случаи во 2014 година и 1 ново откријан случај во 2015 година. Инфицираните се лица од машки пол и се на возраст од 20 до 29 години. Значи, од 87 до сега имаме 11 регистрирани случаи, од нив починати се 7 случаи. Едниот случај е повозрастен човек кој што е носител на вирусот, а додека трите се млади лица, како што кажав, од 20 до 29 години, тие се откријани во последните 2 години со тестирање тука во нашата институција. Значи, при случај на тестирање се резултатите, дека се заболени од ХИВ? Тие се носители на вирусот, на ХИВ, значи се уште не знаеме дали се заболени од СИДА. Хепатитот С, мислам, тоа е зголемено во однос на претходните години, мислам, зголемен број на пациенти кои што се заболени од хепатит С, така? Да, хепатит С и хепатит Б последните 3 години има законско решение за спроведување на скрининг кај бремени жени. Значи секоја бремена жена мора да се тестира. И тука е зголемена бројката на оние кои што се ново откријани. Кај нас бројките се значително помали од бројката која што е реална, заради тоа што не се задолжени да се испитуваат во нашата лабораторија. Има можност да се испитуваат и во инфективна клиника, можат и во Институтот за јавно здравје, и ние ги немаме целосните бројки, ама тоа е само кај бремени жени и тука многу малку има од останатите. Затоа значи ги повикуваме сите оние лица кои што се од овие ризични групи. Значи под ризични групи се подразбира оние кои што можат, кои што ги согледуваат начините на пренесување. Значи начините за пренесување се при користење на заразени инструменти при интервенции, медицински интервенции, при акупунктура, при тетовирање, при инјектирање на дрога со нестерилни инјекции, при незаштитен секс, значи доколку некој е од овие вулнерабилни групи, односно ризични групи, тогаш треба да се тестира и ги повикуваме сите оние кои што се во тие ризични групи да се тестираат, затоа што најбрзото докажување во најрана фаза на овие болести има најдобар лечењето, има најдобар ефект, има најдобар исход од лечењето. На што треба да внимаваат лицата во семејството ако имаат заразено од хепатит С или Б? Како која е? Овие 3 болести покрај тоа што носат послабо квалитетен живот на единката која што е заразена, има различни, значи има проблеми и во рамките на семејството и тие се и општествено важни болести. Токму затоа и ја свикавме оваа пресконференција да ги поттикнеме луѓето да се тестираат за порано откривање и да престане да бидат овие болести табу тема и да престанат да бидат теми кои што не се зборуваат јавно. Пренесувањето на хепатит С и хепатит Б може да биде нивниот вирус обстојува надвор од заразената единка по неколку дена. Значи вирусот на хепатит С може да трае 2-3 дена, а додека хепатит Б да трае до 6 дена вон телото кое што е заразено. Така да треба многу да се внимава за начинот на пренесување. Доколку има некој, значи доколку се фати предмет кој што е заразен од овие вируси, ама треба да имаме значи и рана, односно треба да имаме пренесување преку крвен пат. То не се пренесува преку воздушно-капков механизам. Значи е пренесувањето преку крв. Значи дека се уште владее стигмата за овие болести и луѓето? Се уште владее, ние имаме советувалиште за овие болести и во тоа советувалиште можам слободно да ви кажам дека е многу слабо посетено. Ги повикувам сите оние кои што сакаат да се информираат, тоа работи секојдневно од 8 до 15 часот. Првата врата во Центарот за јавно здравје направивме советувалиште за да не биде чувството дека
пациент, дека личноста е болна за да се шета низ здравствена институција, затоа и првата врата ја направивме за да биде подискретно и таму може да се информираат за овие болести, за начинот на пренесување, за диагностиката на овие болести, за симптомите на овие болести и за последиците од овие болести, како и да се тестираат да видат дали се носители на овој вирус. Од 1 декември Центарот за јавно здравје Прилеп започнува иницијатива за подигање на свеста кај младите и ризичните групи за личната, фамилиарната и општествената важност при заболување од хепатит Б, хепатит С, како и инфицирање од ХИВ вирусот и сидата како болест. Наредниот период ќе ги посетиме сите средни училишта, ќе оствариме контакт со што повеќе млади лица, за да ги запознаеме со начините на пренесување, симптомите, начинот на заштита, ризик факторите и епидемиолошките последици од овие болести. Цел на иницијативата е да се подигне свеста за важноста и предноста на тестирањето од ХИВ вирусот, хепатитот Б, хепатит С меѓу луѓето, кои се во поголем ризик од заразување. Правовремено тестирање ќе овозможи луѓето под ризик да го дознаат својот статус во што порана фаза на инфекцијата, со што исходот од нивното лечење би бил подобар. Во Европа околу 10 милиони луѓе се хронично инфицирани од хепатит Б и С, а секоја секунда се диагностицира нов заболен од ХИВ вирусот. Вирусниот хепатит може да се спречи и да се излечи, додека ХИВ вирусот и сидата преку рана диагноза може да се и нејзина адекватна терапија може да се продолжи квалитетниот живот на оние кои што се заразени. Фактори со познат ризик од трансмисија се лица кои употребуваат, односно фактори за ризик за заболување и за пренесување на инфекции од овие три болести се употребата на нестерилни инструменти за медицински интервенции, нестерилни инструменти за тетоважа, пирсинг и акупунктура, употребата на нестерилна опрема при инјектирање на дрога, незаштитен секс и пренесување од мајка на дете при бременост, при доење и при самиот чин на пораѓање. Акутната фаза на овие болести најчесто поминува субклинички и не се препознава. Кај инфицирани од хепатит С најчесто се оперуваат само 15 до 25% од инфицираните, а останатите развиваат хроничен хепатит, при кој што кај 20 до 25% од оние кои што развиваат хроничен хепатит најчесто се доаѓа до цироза и до развивање на карцином. Кај хепатит Б преминување од акутен во хронична болест се случува кај 5 до 10% од инфицираните и инкубациониот период за хепатит С и хепатит Б е од 4 недели до 6 месеци. Од годишните извештаи кои што ги имаме во Центарот за јавно здравје Прилеп, може да видиме една прогресија на докажани случаи, изолирани случаи од хепатит Б и хепатит С. Посебно зголемување на бројката имаме во 2013, 2014 и 2015 година со донесувањето на задолжителен скрининг кај бремени жени и имаме бројки кои што се движат од 20 до 40 ново регистрирани случаи на годишно ниво, што ова не ја покажува реалната слика, затоа што реалната слика е многукратно поголема. Иако ХИВ-сидата е присутна веќе 30 години, се проценува дека 30 до 50% од инфицираните не знаат дека се носители на ХИВ вирусот и дека се болни од сида. Кај половина од оние кои знаат дека се позитивни, инфекцијата се диагностицира премногу доцна, кога имунолошкиот систем е значајно нарушен и иако се уште немаат значајни симптоми на болеста, нивниот исход и нивната должина и квалитет на живот е значително загрозен. Тестирањето на ХИВ треба да биде дел од одговорното однесување на секој поединец, бидејќи откривањето на ХИВ инфекцијата и лекувањето ја намалува можноста од нивното ширење. Терапијата за ХИВ-сида денес е достапна и во Македонија и таа значително го подобрува квалитетот и го продолжува квалитетниот живот на секој инфициран. Тестирањето е доброволно, тоа е доверливо и бесплатно и се спроведува и кај нас од Центарот за јавно здравје. Инкубациониот период за ХИВ инфекцијата е од 2 месеци па трае до 10 и до повеќе години.